Почитувани, расипничкото и девијантно однесување на СДСМ во здравството не запира. Неспособноста и лагите на владата предводена од СДСМ се гледаат секој ден и на секој чекор. СДСМ е болест за македонското здравство. По неуспешниот обид за приватизација на биохемиските лаборатории во целата Република Македонија, денес Зоран Заев и министерот за здравство се со нова идеја, но овој пат за приватизација на службите за брза помош и домашна посета. Повторно се покажува дека владата на СДСМ и министерот за здравство Венко Филипче имаат планови само за богатење на поединци и само за уништување на се што е создадено во здравствениот систем. Овој пат тоа се крие под нова терминологија и обланда, така наречена feasibility студија. Наместо да седнат да работат и да спроведат вистинска реорганизација и оптимизирање на здравствените служби, тие се фаќаат за најлесниот начин, а тоа е приватизацијата. Владата предводена од СДСМ и министерот Филипче размислуваат и функционираат единствено по принципите на повеќекратниот криминалец кој е аболициран Зоран Заев. Веќе подолго време на дневен ред на Зоран Заев и на Филипче има уништување и демонтирање на јавното здравство, како и зајакнување на приватното здравство. Заради сето ова, Филипче најавува префрлање на детската кардиохирургија во приватна клиника, префрлање на трансплантацијата на органи во приватни болници, како така наречен тип на јавно-приватно партнерство. И не застанува тука, најново најавува дека израстените услуги на итната медицинска помош и домашна посета треба да преминат во приватното здравство. За Филипче, префрлањето и демонтирањето на јавното здравство, а зајакнувањето на приватното здравство се нарекува јавно-приватно партнерство. Министре, граѓаните очекуваат остварување на ветувањата со кои што СДСМ дојде на власт. Очекуваат навремена и соодветна медицинска услуга за парите што ги одвојуваат секој месец за оваа намена. Не очекуваат да не можат да најдат термин за преглед кај својот лекар. Не очекуваат одливање на здравствениот кадар во приватните клиники. Не очекуваат да не можат да се паркираат кога доаѓаат во болница и за време на лекарските прегледи. Не очекуваат да се згрозуваат кога за време на лекарски прегледи во клиничкиот центар владее нехигиена за која веќе една година најавувате решение. Наместо ветување, граѓаните добиваат поскапи лекови, доколку воопшто ги најдат, чекање по ходници, молење и барање на познати за да дојдат до здравствена услуга. Со еден збор, граѓаните добија хаос. Почитувани, министерот за здравство на јавноста треба да ја даде многу одговори. И тоа, дали работи на демонтирање на јавното здравство, како е можно со најавите за приватизација на брза помош и на домашна посета да не се зголемат трошоците кои што треба да ги покрие фондот за здравствено осигурување. Дали со овој чекор сака да најави дека освен префрлање на здравствените дејности во приватен сектор, каде услугите ќе бидат покриени од фондот за здравствено осигурување, ќе има и приватизација на здравствените институции. Дали се води по максимата кој има пари, тој ќе преживее. СДСМ е партија која парите во здравството наместо за реновирање на болници, градење на нови, набавка на опрема ги троши за богатење на нивните блиски луѓе и блиски компании. Министре, вие треба да знаете како функционира здравствениот систем и како треба да се подобри, а не дури сега после една година и половина да започнувате и да правите анализи. Доколку навистина сакате да заштедите во здравството, остварете го доколку смеете единственото ветување кое што го дадовте, укинување на економските директори и на управните одбори на секоја најобична здравствена институција. И подсетете се барем малку што ветивте во програмата. Не ветивте покачување од 5% на платите на лекарите и здравствените работници, туку ветивте 100.000 денари за лекарите специјалисти и 500 евра плата за здравствените работници. Излажавте. Почитувани граѓани, Заев и Филипче покажаа дека освен богатење на нивни блиски компании на сметка на народот, не знаат ништо друго. Време е да се стави крај на ваквото однесување и ваквото владење. Ви благодарам за вниманието.